Се надевам нема да е проблем да ја снимаме сесијава целиот разговор. Тоа ќе биде и во прилог на она што го прави глобалната недела на предприемаштво, па доколку има дополнително заинтересирани луѓе да го погледнат ова, да можат да го видат и после поминувањето на овој настан. Добар ден на сите. Верувам дека сите сме добри, средина ни е на работна недела и супер време е нели за учење нешто ново. Верувам дека сме подготвени за да примиме нови информации, да си поразговараме и искрено се надевам дека после оваа средба ќе заминеме супер инспирирани. Пред се, добре дојдовте во оваа Zoom соба на настанот кој е новиот потенцијал на бизнисот да привлекува и да задржува вработени, тема инспирирана од актуелниот предизвик на недостаток на работна сила на пазарот на труд. Ова е нешто со кое што се соочуваме како проблем во изминатиот период особено. И всушност овој предизвик со кој што се соочува нашето стопанство можеме да го гледаме како нешто кое што не изместува од чевлите, не изместува, не вади од зоната на комфорот, но во исто време и не упатува и не насочува кон тоа да побараме нови решенија. И сега кога бараме нови решенија, добро е да сме свесни дали старите патерни по кои што делуваме ни носат нешто добро, ни носат резултати, какви што нели и посакуваме, и да видиме колку сме во суштина отворени кон нови начини на делување. Контекстот во кој што функционираме, нашите стопанства во кои што функционираат, целата средина и сите овие случувања околу, можда не можеме да ги промениме, но што е тоа што пак можеме да промениме, тоа е промената на самите себе си. Колку бизнисот може да се трансформира, да се промени за да почне да делува на еден поинаков начин и да постигне резултати кои што ги очекува. Во суштина, излегувањето од зоната на комфорот е и основа за напредок. И она е тоа што треба можда да не води во овој период. На оваа тема денеска ќе разговараме со тројца наши соговорници. Самира Нухановиќ, ни е оперативна директорка на IT компанијата Softhouse Balkans, членка е на групацијата Softhouse Consulting со седиште во Шведска, докторка е по економски науки, а во текот на нејзината академска кариера ја истражува областа кооперативна економија. Се занимавала и со кариерно советување и со развој на лидерски вештини, особено низ развој на социјално-емоционална интелигенција. Самира ја запознав на еден сличен ваков настан, кој што Паблик го организираше со Босанската култ, и морам да кажам дека ме фасцинираше со нејзината елоквентност, со отвореноста, со нејзината визија што е бизнисот и што може тој да биде за општеството, дека тој не е исклучиво некој што дава плата за вработените и да придонесува нели за економијата, туку е многу повеќе од тоа, некој што носи дополнителна вредност во општеството и прави промени во општеството. Самира, драго ми е што си данас со нама. Миле Бошков ни е вториот наш соговорник. Тој е извршен председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Многу ми е драго што секогаш е спремен да ја слушне таа другата страна на приказната, да ја види другата страна на паричката. Многу ми е драго што и тој како представник на бизнисите ја гледа потребата од трансформација на бизнисот кон одржливост, нели? И кон свртеност кон планетата и кон луѓето. И морам да признам дека секогаш уживам во разговорите со него. Фала ти, Миле, што ни се придружи на овој настан. И со нас е и Небојше Елиевски, консултант за одржлив развој и меѓусекторски партнерства, човекот со кој што сум имала најдолги разговори за можните решенија за бизнисите, ама и најмногу расправи. Секогаш е пред времето и многу ми е тешко кога на извонредни решенија што нуди, ќе му кажам, не ми е време, не е спремен теренот за тоа. Ама од друга страна па ми е и многу драго што обстанува на тој пат и успева да најде прогресивни луѓе со кои што граби кон целта. Така што фала ти Нешко за упорноста.
Дел е од тимот на што ја разви и имплементира методологијата за интеграција на работно место, социјално менторство, како и дел од тимот едукатори за обука на ментори за работна интеграција, социјални и професионални ментори во компаниите. Сега пред да им се посветиме на нашите гости, кои што знам дека имаат многу што да ни донесат денеска, ќе дадам збор на Симона Чаминска од Организацијата на Глобалната недела на предприемаштво, да ни даде слика што во суштина представува Глобалната недела, но пред се е едно полично прашање за неа. Симона, тука си така, ти неодамна го промени своето работно место. Можеш ли накратко да ни донесеш што беше пресудно во твојот избор на ново работно место? Благодарам многу, Климентина. Би сакала да упатам поздрав до тебе и до Маја, особено до Павлик како организација која што е партнер на Глобалната недела на предприемништвото веќе 5-та година поред, односно од самиот почеток сте со нас. Глобалната недела на предприемништво е глобална иницијатива, бидејќи се случува во 200 други земји во светот. Моментално, како што разговараме, ние сме иницијатива на глобалната мрежа на предприемништвото со седиште во Вашингтон ДС и од таму имплементираме различни видови на иницијативи и програми со цел поттикнување на предприемништвото. Во Македонија ова недела брои 45 настани, организирани од 50 партнери. Вие сте, доколку добро избројав, 14-тиот настан поред, кој што го организираме. А оваа година имаме понуда од академијата, граѓанскиот и приватниот сектор, така што покрај овој настан ги поканувам и ве поканувам да ги проследите и другите настани. Ми представува, уште еднаш ќе кажам, многу големо задоволство затоа што Паблик континуирано учествува со оглед на тоа дека вие обработувате една тема која што е многу популарна, социјално предприемништво во поширок контекст. Денес разговараме на друга тема, но е многу значено да постојат организации како вас, заради тоа што не смееме да се фокусираме само и само на технологиите како бизнеси, како носечки бизнеси, туку треба да размислуваме во поширок контекст. Во однос на оваа дискусија, јас живеам во странство веќе 5-та година поред и кога менував компанија, особено последната компанија за која што се обврзав да работам, бидејќи менувам по 6 години работа во една корпорација, пресудно за мене беа бенефитите кои што ќе го следат целото мое семејство. Значи не стануваше збор конкретно дека ќе се фиксирам само на платата и бонусите, бидејќи тоа го дава секоја компанија. Туку беше пресудно за тоа како јас како вработен ќе бидам примена во рамки на компанијата и што тоа ќе значи за моето семејство. Конкретно компанијата во која што сега преминувам дава целосна грижа за мојот партнер, за моето дете, со оглед на тоа што ние ќе бидеме странци, односно подложиме на имиграција и компанијата ќе се погрижи за се останато, но тоа е краткотраен процес, ќе се случи и ќе заврши, значи документите ќе излезат. Она што многу ми беше значено за оваа компанија што тие имаат програма за напредување, програма за лидерство, програма за развој, поддржуваат развој на MBA, што значи дека вложуваат во вработениот како индивидуа. И од друга страна, многу јасно го потенцираат тоа што од стартот, дека не поддржуваат, никако не поддржуваат преку времено работење и работење за време на викенди, заради тоа што work-life balance или балансот помеѓу работата и семејниот живот за нив е приоритет. Делумно тоа се одразува и на тоа за која држава станува збор, бидејќи е таква културата, но компанијата има начини како да го мотивира вработениот да не работи дополнителни денови, затоа што тоа нема да биде платено. Евентуално што може да се случи да се земат слободни денови, што е дополнителен сигнал или порака од компанијата дека треба да се внимава на слободното време. И за мене тоа беше навистина пресудно, односно целосниот бенефит за тоа како тие се грижат за нас како нови вработени, ми делуваше да ја прифатам понудата и тоа што тие од старт се грижат за тоа дали јас ја прифаќам културата на државата во која што се селам, бидејќи доколку не ја прифаќам, за нив ќе биде проблем јас да се интегрирам, со оглед на тоа дека не е битно само каков перформанс како вработен ќе имам, туку јас како ќе се чувствувам во рамки на улогата во која што ќе бидам со која што ќе бидам соочена од март следната година. Така што ова е краток одговор, се надевам дека можете да разберете контекстот и позадината, но сметам дека компаниите одат кон тоа
да не се насочуваат само на плата и бонуси, туку да размислуваат за малку поширок контекст за тоа како ние како вработени ќе се чувствуваме. Ви благодарам. Ти благодарам, Симона, и уште едно многу кратко прашање. Од она што го имаш како искуство, што можеш да донесеш? Зошто благосостојбата на работникот во суштина е или треба да биде приоритет на работодавачот? Затоа што доколку не се чувствуваме спокојни, исполнети или среќни со работното место, нема да даваме добар перформанс. Кога јас се иселив првиот пат во странство, бев мотивирана да работам екстра сати, да работам викенди и сметав дека кога мојот менаџер ќе види дека јас сум работела до 7 или 8 навечер или сум работела во сабота, дека тој ќе смета дека јас давам екстра труд. Но тоа беше многу негативно оценето и во суштина мојот директен претпоставен беше санкциониран за тоа, во смисла дека тој не знае да мене да ми го распореди работното време и затоа ме форсира да работам за време на викенд. И јас тој судир со култура на работење кој што за жал во Македонија во тоа време, значи зборувам пред 5 години го понесов со себе, сватев дека не се цени на запад. А особено што доаѓав на работа преморена секој ден и нема време никако за моето семејство, бидејќи морав да работам и сабота и така натаму, затоа што едноставно јас сакав да покажам дека можам да се жртвувам за компанијата и со тоа всушност ги ставив моите колеги во многу неубава ситуација, особено бидејќи јас во тој момент немав дете, но моите колеги имаат деца и ги стави во ситуација да и тие треба да се правдаат зашто не работеле. И тој притисок што јас го добив од колегите беше во суштина негативно одразен врз мене, дека моето однесување беше оценато како неприфатливо. Така што тоа беше лекцијата што јас ја понесов и затоа сметам дека денес мора да се фокусираме на тоа како се чувствуваме, на нашата добра состојба, особено после пандемијата, кога менталното здравје доби малку поинаква видливост и димензија, и затоа сметам дека сите компании мора да работат на ова покрај нормалните стандардни бенефити како бонуси, плати и така натаму. Симона, ти благодарам за споделените искуства, овие информации, верувам дека ќе им бидат корисни и на нашите работодавачи. Ќе се обидам да се вратам години наназад на форумот на добри компании кој што го организира Паблик, порано секоја година, сега на секои 2 години. И кога го отворавме прашањето за грижа на вработени и грижа за животната средина, има впечаток дека ова е далеко од нашите бизниси, дека концептот People Planet Profit за нив не е близок, дека сите иницијативи се прават инцидентно за да се покаже некаква општествено одговорна практика или зашто така е наложено во рамки на интернационалната групација. А сега кога сме изместени од зоната на комфорот, правиме поинакви чекори кои може би пак имаат некоја доза на егоцентричност, ама ме радува што во исто време се планетоцентрични и свртени кон работникот. Поставуваме панели зашто енергетската криза ја чувствуваме како закана, ама во исто време и позитивно влијаеме на тој начин на животната средина. Се помал е бројот на расположлива работна сила како што разговараме еве денеска и тоа е бара еден поинаков третман на вработникот, на вработениот за да се задржи работното место и да му се понудат услови надвор од оние основните. Како што кажа и Симона, платата е нормално да се прима, исто како што е нормално да има работникот пензиско и здравствено осигурување. Нормално е да има и годишен одмор, тоа не се бенефиции. Но какви други бенефиции има работникот, треба да има работникот и која е предноста на фирмата, што таа дополнително му нуди за да направи да му ја направи на работникот работата да му представува радост и уживање. Веќе сме сведоци дека се менува и свеста на работникот. Поприсутна станува праксата дека и тие веќе го избираат работодавачот, дека ова не е само еднонасочен процес. Ќе споменам еден пример од форумот на добри компании од минатата година, кога вижен директорот на Декатлон нагласи дека се почести стануваат примерите, се зголемува бројот на нивните потенцијални работници што сакаат да имаат информација каков карбонски отпечаток остава фирмата, какви инклузивни практики и процедури имаат во рамки на компанијата, на кој начин се грижат за вработените, на кој начин влијаат во заедницата на долг рок, значи што оставаат за себе. И на тој начин самите работници ги бираат своите работодавачи. За почеток, значи, ова е еден како мал вовед кон она докаде бевме и што ни наметна ова новонастаната ситуација и каде сега се движиме и какви решенија ќе бираме за да
можеме да станеме привлечни за нашите потенцијални работници. На почеток, нашите гости би сакала да ги прашам еве како седат и кои се клучните 3 точки кои што ги носат со себе на денешниот настан во однос на денешнава тема. Самира, почела бих со тобом. Како сам рекала, кои су 3 клучни тачки кои бисте желели да представите као увод у данашњем догаѓају на тему нови капацитет предузеќа да привуче и задржи запослена? Odlično, puno hvala. Ja moram reći da sam malo razočarana, nisam razumjela sve na makedonskom, ali sam pohvatala najveći dio. Mnogo mi je drago da vas vidim. Posebno drago da vidim moju dragu Simonu. Mi smo provele neko vrijeme zajedno u Americi, tako da znam da je ona jedan od predstavnika briljantnih umova koji stvarno ima puno u Sjevernoj Makedoniji. Ja imam problem sa ovom prezentacijom. Mislim da mi Zoom radi nešto, da li mi nedostaje neki update ili nešto, pa ako može možda Maja samo da digne. To su 2 slajda, u suštini jedan slajd na koji sam ja htjela da stavim 3 tačke, odnosno 3 teme koje na neki način objašnjavaju budućnost poslovanja ili budućnost poslova. Ja se nadam da se razumijemo. Ako imate problem da me razumijete, ja mogu govoriti ili na engleskom. Makedonski ne bi pokušavala. To ne bi dobro prošlo. Ok. Ja jako volim ovu temu zato što smatram da se nalazimo u jednom jako zanimljivom periodu kada se puno toga mijenja, a kako ste u centru luje, ponekad niste svjesni do koje mjere se stvari mijenjaju oko nas i u nama. Mislim da je krajnje vrijeme da promislimo i da razmislimo o budućnosti poslova, šta je rad, šta radnik dobija za svoj rad i šta je budućnost poslovanja. Znači, ovo su 2 teme. Budućnost poslova se jednako odnosi i na uposlenike i na poslodavce. Budućnost poslovanja možda najviše na lidere, jer na njima je posao da daju jednu viziju toga gdje će ići ovi transakcioni odnosi među ljudima u poslovnom kontekstu. Ako možemo, sljedeći slajd. I još jedan klik. Ja imam ovdje 3 stvari koje bih htjela nekako da podcrtam. U kontekstu razmjene profesionalnih vrijednosti, meni je jako važno da prije nego što govorimo o firmi krenem od pojedinca, jer svaka firma je skupina pojedinaca. Ono na što smo mi navikli je da su kompanije nekako vrlo hijerarhijski uređene, da postoje jasne granice. Vi kada uđete u neku kompaniju, to je to, jel? Postoje jasna podjela uloga, ko s kim priča, kako do koje mjere i kako to sve izgleda. Ono što nam se desilo sa pandemijom je da mislim da je stavljen jedan veliki upitnik iznad prirode kompanije. Da li je to više tako striktno rigidna sredina i do koje mjere ona neka stara vizija kompanije prija ljudima nakon što su doveli svašta nešto u pitanje. U kontekstu budućnosti poslovanja, kada je u pitanju radno mjesto, strašno je bitno da razgraničimo određene stvari, odnosno da budemo vrlo jasni u smislu očekivanja, vještina i granica koje kompanija smije da postavi svojim uposlenicima. Šta ovdje imam na umu? Ja sam nedavno razmišljala o ugovorima o radu, na primjer. Ne znam kakva je situacija u Makedoniji, ali oni su vrlo često generički dokumenti ovdje u Bosni i oni otprilike opisuju neke aktivnosti koje se vezuju za radno mjesto. Nisam još vidjela ugovor koji opisuje vještine. A upravo je vještina obavljanja ovih poslova nešto što razlikuje odličnog uposlenika od prosječnog uposlenika. Tako da iz perspektive kompanije za koju ja radim, jako nam je važno da na razgovorima za posao, da tako kažem, pojasnimo do u detalja šta su očekivanja od te osobe i u kontekstu aktivnosti koje se obavljaju, ali isto tako i u kontekstu vještina. Za IT sektor je ovo jako bitno i važno, posebno u ovoj kompaniji, zato što nije tipična u smislu hijerarhijskog uređenja, nego je vrlo flat organizacija u kojoj ne postoji hijerarhijsko napredovanje, nego postoji produbljivanje znanja. Znači, jasni programi učenja, jasni resursi odvojeni za to učenje, prilagođene metode učenja, zato što ne uče svi na isti način, znači apsolutno se priznaje da neko bolje uči u timu, neko samostalno, neko tako što gleda kurs, neko tako što ga se izloži nekom problemu, ne postoji jedan pristup učenju i onda to nekako razložimo osobi koja traži posao u ovoj kompaniji. Kažemo, to radno mjesto podrazumijeva to, niko te nikada neće tjerati da učiš,
sve će ti biti na raspolaganju do tebe kako želiš da postaviš ove stvari. Ako može naredni klik. Svaka osoba, naredna bitna stvar koju hoću da naglasim je da svaka osoba kada joj se pojasne njene individualni zadaci i vještine koje treba da ima, onda treba da se uklopi u radno okruženje, treba da upozna druge ljude koji su vrlo često različiti od nje, imaju različit pristup poslu, vrednuju, imaju različite poslovne drajvere, da tako kažem. Neko je više sistematičan, neko je detaljan, neko je brz, neko je perfekcionista i kada se nađete u takvom okruženju, zadatak tu već kompanije postaje da postavi procese i strukture koje će omogućiti takvim individuama da zajedno obavljaju poslove, da se razumiju i koje će stvoriti kulturu u kojoj svako može da iznese svoje mišljenje. Mi smo imali jedan događaj ranije gdje neki moje kolege su podijelili način na koji mi radimo. Mi se otvoreno kritikujemo i nije to uvijek lijepo i prijatno čuti da neke stvari ne radite kako treba, ali se dobro držimo da kritika ne ide prema osobama, nego kritika ide prema poslu. A imamo uvijek stav svako želi da obavi posao najbolje što može. I ako se desi da taj posao nije obavljen najbolje što može, ne idemo u onaj neki blame game, nego idemo da vidimo jesmo li bili jasni sa očekivanjima, da li imamo neophodne vještine da obavimo taj posao, da li su nam procesi i strukture jasni tako da omogućavaju da se taj posao obavlja kako treba. Kada se tako nešto desi, onda osoba ima okruženje koje se karakteriše kao psihološki sigurno. Onda se ne pitate ako vas neko kritikuje da li će to znači da ja ću dobiti sniženu platu, da ću dobiti otkaz na poslu ili slično, nego je ta kritika postaje dio vašeg napredovanja. Znači uzme se kao neka tačka od koje vi treba da krenete dalje. Znači ako posmatramo radno mjesto individu, radno okruženje su znači timovi koji rade zajedno. Ako može naredni klik, možda najvažnija stvar ako pričamo o budućnosti poslovanja je zapravo vizija koju lideri donose u kompaniju. Ništa od ove jasnoće, otvorenosti, direktnosti i te fleksibilne kulture nije moguće ako lideri nisu u stanju da povežu vrijednosti kompanije sa očekivanim ponašanjem unutar kompanije. Često mi vidimo te vrijednosti i kažemo, ne znam, mi smo otvoreni, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, a nismo u stanju kao lideri da na neki način povežemo to sa očekivanim ponašanjem unutar kompanije. Što je još gore, nekad lideri imaju ponašanje koje je suprotno vrijednostima koje propagiraju. I onda se dovodite u jednu situaciju gdje pričate jedno, a radite drugo i samim tim narušavate povjerenje i psihološku sigurnost na radnom mjestu. IT sektor u odnosu na druge sektore ima malo drugačiji položaj, posebice zato što sigurna sam da je tako i u vašoj zemlji, granice zemlje nisu granice tržišta. Znači uposleni imaju na raspolaganju apsolutno globalno tržište i onda se kompanije koje posluju na lokalnom tržištu moraju takmičiti i u benefitima, i u platama, i u svemu drugom što nude uposlenima sa nekim puno većim kompanijama u puno sređenijim sistemima. To je veliki izazov i zato je tema privlačenja i zadržavanja uposlenika u IT sektoru nešto na što se obraća jako puno pažnje. Ja ću sada stati ovdje jer znam da ćemo kasnije ući u neke detalje ove diskusije, ali to je to od mene za početak. Da. Hvala Samira. Od ono što možemo da sumirаме дека отвореноста на лидерот е клучна за да може да се започнат одредени процеси кои што на долг рок може да донесат значајни резултати во компанијата. Приоритетно е создавањето на психолошки сигурно подречје каде што ќе можат сите отворено да го кажуваат својот став, да може да се биде отворен за фидбек, значи за критика. Критиката треба да ја разбираме како нешто што не води кон напред. И на долги стази ова секако ни носи резултати кои што си ги посакуваме како компании. Фала ти, Самира, уште еднаш. Би продолжиле со Миле, кој што може да ни даде едно кратко видување на ова што ни го донесе Самира и да се надоврзи со неговите 3 клучни точки кои што ги носи како најважни во однос на темата која што ја отвараме денес. Ти благодарам, Климентина. Оно што го кажа Самира, незините 3 слайда, или можам да ви ги покажам тука што си ги напишав, се скоро исти, односно може би се
се на некој начин објаснување она што го кажа Самира. Меѓутоа, пред да почнам јас да ги образложам тие клучни 3 точки, морам да кажам дека сум многу благодарен што сум дел од вашиот форум, од вашиот настан. Особено ми е чест Самира е тука, која навистина пренесува знаење кое го научила од традицијата, од терен, од личната надоградба, и уште подобро е кога си измеѓу оне што е некој пред времето, и тоа е, значи, ќе имаме на некој начин движење напред-назад со знаењето, традицијата и новите предизвици. Така да, Самира и Небојша, ми е чест што сум учесник на овој форум со вас. Ќе пробам да одвојам, да зборам некако представник на работодавачи, кој представува одредена бројка на фирми и кој црпи искуства од компаниите. И од друга страна, мојата улога е и да преговарам понатаму со власта, со синдикатите, со локалните акции, со локалните креатори на политики, а од друга страна да го црпам знаењето од местата кај што членуваме, како што е Бизнес Европ, како што е IOI, УЕАПМЕ и така натаму. Делови конституенти на меѓународна организација на трудот, каде што за се ова што го кажа Самира и за нашата трудова легислатива и останата легислатива треба низ документи да се работи. Супер кажа Самира, генерички документ за работни односи и ништо повеќе во него. А треба да знаеме дека луѓето се менуваат, приликите се менуваат, пазарот се менува, конкуренцијата. Ние сме сега веќе сите едно глобално село, глобално свесни, глобално информирани, каков е работниот однос во Кока-кола во Аталанта и каков е работниот однос во Hellenic Bottling Company тука во Кока-кола во Скопје. За тоа треба да бидеме свесни. Она што го кажа Симона, можеме да работиме на едно место од светот за некоја си друга компанија, и тие услови треба да бидат многу јасни и многу да бидат прилагодени према оној што ќе работи и оној што ќе дава работа. Фактички, мојата прва точка од трите условите кои морат да бидат јасни, кои морат да бидат поврзани со работното место, мора да бидат поврзани со работната позиција, со описот на работното место, со продуктивноста или со заложбите или пак со исполнителноста, кој колку може. Многу е важно да едноставно оно што ќе биде вработен и да биде потполно информиран што се очекува од него, за да може да си го најде местото во компанијата или во јавна администрација или било каде во животот, вклучувајќи го и професионалниот живот во рамките на една работна позиција или на еден професионален век. Многу е важно луѓето да бидат информирани и многу важно да се почитуваат и да во зависност од своите вредности, од своето воспитување, од своите образовни капацитети и она што може да го примат како луѓе од надворешниот свет, да го стават како дел од своето огледало, од својот излог, за да може да го прифатат тоа како услов, за да може да работат на една позиција. Втората точка е мотивацијата, кој како е мотивиран, каде се гледа, колку има можности за учење, за унапредување на своите капацитети, колку може да во својот професионален живот да издвои бенефит за себе и да знае дека со својата работа и со својот бенефит, со своето унапредување, исто така придонесува и во компанијата или било каде работи. Така да мотивацијата како една од главните точки, една од моите 3 точки е сериозно поврзана со иднината и со потенцијалот кој може да го имаат и компаниите, и општеството, и работникот. И она што го кажа, да не бидам папагал, она што го кажа и Самира, најважна е, секако е најважна безбедноста. Има техники кои мора да се почитуваат, одредени корпоративни компании, мултинационални компании и други
кои учествуваат на повеќе пазари. Некои од тие компании подпишуваат multinational enterprise договори, каде што точно се знаат условите, генералните услови во компанијата, во зависност каде работат, се почитува локалната легислатива, од друга страна, она што го кажува трудовата легислатива и светската по конвенциите и европската, дека постојат начини на кои може да комуницираат луѓето, може да учествуваат. Самира повторно кажа дека многу е битно лидерството, а лидерството е дотолку поголемо доколку навистина се пренесува иднината на компанијата. За овие работи, затоа велам, за овие работи не како човек од бизнисот, туку како човек од правилата на меѓународна организација на трудот и европската и светската легислатива, постојат одредени начини на комуникација кои се викаат финансиски и нефинансиски документи кои ги се споделуваат со вработените, а тоа може да го направи исклучиво менаџерот, ако е помала компанија, или управниот одбор, менаџерскиот одбор и така натаму, целиот корпорейт governance на компанијата, кога споделуваат дали низ работнички совет, дали преку синдикатот, дали преку неформална форма на здружување на работниците, споделуваат финансиски и нефинансиски извештаи со вработените, исклучиво да знаат каде се наоѓа, што ќе се случува со нивната иднина, што ќе се случува со компанијата и дали понатаму таа компанија ќе отиде во една долготрајна одржливост која понатаму ќе преоѓа во општествено одговорна компанија, SDG компанија, дел од глобалниот екосистем и така натаму. Тука би завршил, бидејќи ова е неисцрпна тема, особено за нас кои се бавиме со легислативата и стандардите, повеќе отколку само со профитот, и би оставил простори за прашање и за Небојша и за понатаму. Фала ти, Миле, фала ти што збориш и од аспект на човек пред сега, поната како нешто ги застава работодавачите. Многу ми е драго што го спомна моментот баланс на приватен и професионален живот. И она што го нагласи дека растот на вработените во суштина е раст и на компанија. И оној момент што го донесе безбедноста и сигурноста на работникот на вистина е нешто што треба да биде меѓу приоритетите на работодавачите, а тоа е она што и вие како организација во континуитет го правите и за што се залагате. Небојша, знам дека имаш многу што да ни донесеш, па така да еве ти давам збор да се надоврзиш на ова што го започна Самира и Мила и да го направиш твоето сумирање. Фала ти. Како на гласањето на Евровизија, можам да кажам дека нашиот тим исто има гласовите, меѓутоа малци се поинакви. Еве ги моите три тими за денеска, ставив една слика која ќе ви досади од трите, пошто ќе ги прочитате брзо, да имате да се занимавате со нешто. Исклучително ми е драго што ве гледам сите, драго ми е што сме 50 особа, малтене. Тоа значи многу умови ќе размислуваат за една иста тема. Првата точка за која што јас би сакал да зборим една голема мудрост, ќе речете нешко, алал да ти мораме да почнеме таму каде што во моментот сме. Вау. Но наистина малце само да се загледаме во тоа. Ако ве прашам каде сте, каде е компанијата, што е прво што ќе ви дојде на памет? Дали ќе дојде пандемијата, енергетската криза, дали ќе дојдат проблематичните клиенти, глобалниот пазар кој е hostile и така натаму, дали ќе дојдат проблематичните односи помеѓу колегите и слично. Дали се тоа работите што први ќе ги помислиме кога размислуваме за тоа каде се наоѓаме како организација или како лидери? Предпоставувам и верувам дека е. Зошто? Проста причина, затоа што нашиот мозок кој е Самира идеалниот процесор на светот, чиј што алгоритам работи од дата базата од минатото, од нашите искуства од минатото, од нашите искуства со клиенти, од нашите знаења, од нашите одговори на некои предизвикувачки ситуации во минатото. И онда како да сите органи, сите особено оние сенсинг органи на организацијата и на лидерот, како да се насочени токму кон надворешниот свет, кон она што од каде ни доаѓа овој предизвикот, како лав или предатор во борба за живот. Не? Но
Da li postoji i druga databaza na znanja od koja što možemo da kreirаме nešto novo? Ako je ova nešto prvo što mi dođe na pamet, što je to što može bi ke ni dojde vtoro? Da li postoji tako nešto? Da li možemo da učime od databaza na znanja koja ne se naoѓа во минатото? To je jedno otvoreno prašanje. No, ako razmislimo za to kako postapуваме, веројатно ќе дојдеме и до тој чудниот одговор дека се обидуваме да ги решиме сегашните предизвици и оние што се наоѓаат по блиската иднина, emerging future. Тоа се обидуваме да го направиме, нашата организација и нашето лидерство, да го доведеме у таква состојба да одговори на предизвиците кои што се тука, на прагот на компанијата. Што подалеку можеме да влеземе во некои предвидувања што ќе се случи, тоа подобро ќе одговориме на таквите предизвици, ќе рече повторно од иднината. На нив одговараме со алатките од минатото. Знаете, на прашањето дали алатките од минатото може да ги одговорат предизвиците од иднината, можда нема одговор, али можда еден од одговорите е прашањето. Имаме ли избор? Токму за тоа би сакал да зборуваме во оваа прва тема, во тој првиот дел на разговорот што ќе го расшириме. Имаме ли избор? Мораме ли да учиме од старите грешки, навики и ако учиме веќе од нив, што е тоа новото во што можеме да се загледаме? Која е таа нова рефлексија која што можеме да си ја направиме, ако што не е поврзана со нешто надвор, него натре во нас? Тоа ме носи до вторава точка, која вели дека успехот на интервенцијата зависи од квалитетот на внатрешното место од кое јас, кој интервенирам, оперирам. Во неја се кријат две работи, уствари. Се крие една работа што ја викаме слепа точка, нешто што не го гледаме во нас, и една друга акција која се однесува на тоа што можеме да направиме за местото од кое оперираме, да го искултивираме, да го направиме попријатно. Бидејќи тој Бил О'Брајен направи револуција со оваа реченица и со потребата од натрешната работа на лидерите. Кога збориме за blind spot, не могут Самира и Каја, мислам да ми е ту и Сараева, а да се не сетиме аудиција, се сеќавате на позоришната Сараевска, ми вика, кога влегува Соломон Бичакчич и го прашува професорот, како се зовете? А он каже, Соломон Бичакчич, прво тврдо че, друго меко че. А трече, три че има презиме, Значи, какво освестување? 2 децении живеам со презимето, али сега гледам дека нешто имам ново тука. За малце да го дочарам, што значи, јас би ве замолил, Маја ќе ја замолам да ни сподели едно видео, само 30 секунди. Ципи-рипи видео, па ви продолжам. Повелиме. Маја нема звук. Уреди, имам превод, уреди. My job as lunar module pilot was to be responsible for the lunar module itself and responsible for the science on it. Маја, доволно Маја? When we started home, I had a little more time to look out the window than the other guys. Маја, звукот само да се исклучи се. Ќе ви го раскажам видеото. Не знам колку успеавте да видите. Али поентата е дека кога се спремаше Аполо мисијата за лет на месечината, откако се вратиле астронавтите, кажале дека кога се спремавме, 3 години се спремавме, вика, сите наши погледи беа вперени кон месечината, кон проблемите што може да се јават. И некако и самото полетување и така натаму, и нашиот однос, вика, на астронавтите внатре камерата, беше постојано свртена кон неа. Али ето во еден момент случајно еден од астронавтите ја свртал камерата кон земјата. И тоа била, таа камера практично создала прва слика на земјата од вселената. Сликата е позната као sunrise, односно earthrise, извинете, никој да го погledам. Во која што прв пат ја видовме земјата онаква убава, прекрасна плава во морето, на црнилото на космосот, нели? Тој еден едноставен механички потек на камерата, која била свртена на кај месечината, накај
нас, на кај себе си, на кај земјата, всушност отворило многу прашања, многу филозофски прашања, еколошкото движење го задвижило, ако сакате. Тогаш видовме колку сме фреджайл, колку животот ни зависи, да речеме, од една танка обвивка на озонска околу земјата. Оно што го сугерираме со успехот на интервенцијата зависи од натрешното место е токму тоа. Дали наместо енергетската криза и проблемите што ги гледаме кај на пазарот или кај колегата или кај во односите, дали можеме бимот на обзервација, дали можеме камерата да ја свртиме на кај себе си? Што е тоа што би го добиле со тоа? Тоа е втората точка за која што би сакал да разговарам, и третата практично се поврзува со ова вторава, затоа што погледнете што правев цело време, значи покажував на кај нештото таму. И кога на нешто покажувам, моето внимание е натака насочено. Може да имам намера да решавам некои проблеми околу себе, но проблемите околу мене се толку големи што вниманието ми е тотално однесено од, да речеме, пандемијата, да речеме новите цени, новите дистрибуции, новиот проблем во компанија и така. Така што, а таму каде што е вниманието, таму и енергијата. Дали постои момент во кој што ќе можам да застанам и да проценам што е навистина важно, за да знам каде да го ставам вниманието, каде е тој квадрантот на важно, а можда и неургентно. И онда, кога таму ќе го ставиме вниманието, по некој дефолт физички, по законите на физиката, енергијата таму ќе отиде и ќе направи резултати. Ова е третата тема за која што би зборувале днес. Фала ти, Нешко. Еве едно кратко сумирање. Важно е да размислиме дали алатките што сме ги користеле во иднината можат да ни бидат корисни, што сме ги користеле во минатото може да ни бидат корисни во иднината. Важното свртување кон себе си, за да можеме да ги направиме клучните промени. Трансформацијата почнува од свртувањето кон себе си. И таму каде што е вниманието и енергијата, она што последно го кажа, и во суштина оние што го применувале и знаат што значи ова и колку навистина поместувања може да се направат кога вниманието ќе се насочи кон вистинските работи и тие ги носат вистинските промени. Ви благодарам на сите тројца. Ја ќе се вратам сега на македонскиот контекст и ќе напоменам дека бројот на расположливи работници, нели, како што веќе зборувавме, се намалува, што представува значаен предизвик за македонското стопанство. Ова се однесува и на високо квалификувана сила, но и на позиции со пониски квалификации. Значаен е бројот на иселувањата, што ете не можеме да го спречиме, но и значаен е бројот на неактивно население кое што за жал останува неактивно. Иселувањата природно донесува да е намалена стапката на невработеност, што во моментов изнесува 14,5%, но се уште е висок процентот на невработени млади луѓе, кој надминува сериозни 30%. И сега прашањето што ни се отвора е дали и како овој во моментов невидлив пазар на труд можеме да го гледаме како можност за своји идни вработени, за позиции за кои што не се потребни високи квалификации. Она што е известно е дека најголем дел од оваа работна сила е сила на која што ќе и треба до едукација, учење на нови виштини, за да може да се прилагодат на новите технологии во компаниите. Но значаен предизвик е она што беше напоменато неодамна од страна на вице-премиерот, дека 90% дури од невработените во Македонија се функционално неписмени, одствари и оваа неактивна сила ако ја сместиме во овој пакет, и доколку не поминат низ соодветна обука не можат да се вклучат на пазарот на трудот. Инаку во моментов на пазарот на труд во Македонија има отворени 7900 работни места, а од друга страна на овие лица, поради тоа што долго време нели биле исклучени од пазарот на труд или никогаш не биле вклучени, освен доквалификување и преквалификување, им треба и менторство при работна интеграција. И сега во однос на ова прашање, Паблик ќе организира дополнителен настан. Ве замолила сите вас кои што ќе покажете интерес за ова, Маја ќе ви сподели сега еден линк, да ни оставите податоци за да можеме дополнително да ве контактираме за да ви дадеме
дополнително знаење, информации за тоа што подразбира социјалното менторство и професионалното менторство во компаниите. Јас само на кратко дека ќе донесам информации кои што можеби ќе ви бидат корисни. Методологијата овозможува кај лицата кои што подолго време се од пазарот, надвор од пазарот на труд, да бидат препознати нивните афинитети, силните страни и капацитети, согласно нив да може да се препознае работно место кое што нив најмногу им одговара. Од друга страна се подготвува и бизнисот за да може соодветно да ги интегрира овие лица. Се подготвува менаџментот, но се подготвуваат и професионални ментори. Тоа се лица кои што се вработени во компаниите и кои што ги вклучуваат овие лица во работните процеси. Професионалните ментори во суштина најмалку 3 месеци се во комуникација со социјалните ментори, се дури не се согледа дека лицето е адаптирано и добро вклопено на работното место. Оно што е важно да се знае исто е дека социјалните ментори се обучуваат според верификувана програма, а и за социјалните ментори и за професионалните ментори издизајнирани се водичи со алатки кои што ги користат низ процесот на менторирање. Како што напоменав, заинтересираните може да ни испратат инфо на линкот, за да можеме да ги поканиме на една слична ваква средба, која што ќе трае отприлика исто толку, на која што ќе ги донесеме деталите за професионалното менторство, примери од земјава и од регионот и ефектите што се постигнуваат со негова примена во компаниите. Сега, она што беше неодамна топ тема е дека бројот на вработени во 2020 бил 811.000, а веќе во второто тремесечие на оваа година нивниот број се намалил за повеќе од 115.000 и најголем дел од нив се од бизнис секторот, значи 105.000 лица. Миле, би го продолжила разговоров со тебе. Може ли појасно да ни ја донесеш состојбата од терен по сектори во однос на недостатокот на работна сила? Кои сектори се најпогодени и каква работна сила најмногу не недостасува? Генерално ќе кажам, веројатно нема да звучам глупаво дека ни недостасува вешта работна сила, како генерален заклучок, меѓутоа по сектори мораме да напоменеме дека навистина веќе сите сектори се опфатени поради глобалната криза и поради неодржливоста на компаниите, навистина веќе се борат со ликвидност поради разни трошоци. Меѓутоа да не бидеме досадни со енергетската и со не знам која криза, сите кризи се сега во моментот и народски кажано најтенко се кине кога е најтенко и затоа мора да се наоѓат начини на кои ќе се да не бидам суров кога ќе кажам, меѓутоа низ целиот овој разговор се проткајуваше она да се свртиме кон себе, без оглед на тоа што компаниите се правни лица и тие имаат одредена душа и дека оние менаџери, оние сопственици, оние организатори, акционери и така натаму исто така одвоиле дел од својот капитал и од своето знаење да ги создадат тие компании. Ако се свртат сите тие кон себе, веројатно уште повеќе поголеми отпуштања ќе има и посебично ќе се одвива работата, меѓутоа некои луѓе навистина се идентификуваат со компаниите. Тоа значи дека треба да продолжат со многу оптимално, со одреден број на вработени, со одреден број на капацитети, со одреден број на луѓе кои се препознаваат во компанијата. Меѓутоа, да не бидам политичар во одговорот на прашањето, во овој момент едни од најзасегнатите сектори, има едни глобални сектори, а тоа е генерално земјоделието и преработката на храна и пијалоци, и тоа во поголеми сегменти и на преработката на храна и пијалоци, има и месна индустрија, има и сточарство, има и овчарство, меѓутоа исто така и примарно производство. Сите овие се соочуваат со недостаток на квалитетна работна сила. Ако ви кажам, например, позади нас е сезонската берба на грозјето пред 2-3 месеци, без оглед на тоа што најдоа сезонски работници да го берат грозјето, сепак се случи на одредена број на компании
грозјето кое треба да биде трпезно и кое треба да се наплати повеќе како трпезно грозје, како послужено на тањир во одреден момент, се случуваше да биде изгнечено, да биде третирано како она кое се употребува за производство на вино. Така да еве ви еден мал сегмент во прехранбената индустрија преку сезонските вработувања, преку вештините на вработените, да знаете дека доколку нема добар кадар, доколку нема добра структура, систем на следење, на објаснување, на подигнување на нивните вештини, бидејќи за тоа треба вештина, тогаш имаме голема штета и се соочуваме со некоја си од самите тие вработени, од самите тие менаџери придонесуваме кон шкаклива или неодржлив континуитет на компаниите. Да не збориме, знаеме што се случува во хотелиерството или во хорека секторот. Таму поради почна со пандемијата, па продолжи со енергетската криза, па продолжи со индиректни влијанија во нашиот туризам, особено во Македонија. Индиректните влијанија не можам како представник на бизнис заедницата да не спомнам, ни недостасуваат патишта, конекции, пристаништа, услови, дигитализација, за да привлекуваме нови туристи, за да можат овие кои треба да останат на работното место, да не барат да работат во Албанија, Црна Гора, Хрватска, Словенија и така натаму долж крај мрежото, таму оние кои што ги разбираат на одреден начин и јазиците и културата и така натаму, има и луѓе што одат надвор, или пак еве најтазе е сега енергијата. Ние сакаме, сите збориме за фотоволтаици и за обновливи извори на енергија, и тоа е супер иницијатива. Одредени компании од нашиот сектор, наши членки, ги потпишаа договорите за 2023 година во јули. Немој да мислите дека тоа не е поради тоа што нема панели од Кина, туку едноставно нема луѓе кои да ги намонтира фотоволтаиците, нормално проследено со конструкциите кои треба да се наместат, со изработката на планови, со изработката на стратегија, со изработката на одобренија, на поврзување, добивање на одредени дозволи, меѓутоа повторно поврзано е со оние кои недостасуваат, а тоа се вештите работници. За да не одземам време на другите, има што да кажат, она кога кажат ти податоците за невработеноста, го спомнам неактивното работно население, меѓутоа требаше само уште, не замерам, него само да објаснам на останатите слушатели, дека станува збор, уште потрагично што станува збор за работоспособно, ништо не му фали на работоспособно население. Тука ни е најголемиот проблем. Да бидам искрен, помеѓу 9:30 и 10:30 имав состанок со Марија Хозе Чаморо, представник на ИЛО, особено фокусирана на родовата еднаквост, злоупотреба на работно место, еднаквите можности и така натаму, генерално фокусирано на една друга форма на почитување на работното место. Меѓутоа, дојдовме до ситуација да си споменеме и да разговараме дека законите кај нас потикнуваат, законите, однесувањето, нетранспарентноста, неотчетноста, владење на правото, лошото владење, корупцијата, ни ја бркат работната сила покрај останатите проблеми што ги имаме. Така да, баш тука еве прекинувам, баш тука нешто сум запишал, на вистина кога ќе отидеме на друго место да работиме, она што го кажа, најважната работа, немерливото богатство е семејството, кое и да го земеме со себе, не може да го земеме, да му ја земеме историјата, традицијата, местото на раѓање, гробот и така натаму. Фала ти многу за излагањето. Ја ќе се насочам сега кон Самира. Ќе пробам на српски да го водам ова. Самира, полако, али сигурно долази време када постае све важнија
ona dodata vrijednost onoga što kupujemo, a radnicima postaje važno pitanje gde će se zaposliti i kakva je vrednost firme gde ulaže svoj rad. Po vama šta se očekuje od kompanije u budućnosti i šta kaže vaše iskustvo? Kakve su očekivanja od sadašnje i buduće zaposlene? Hvala puno za to pitanje. Ja se samo moram malo osvrnuti. Kada govorimo o kompaniji budućnosti, baš je važno da razgraničimo kompanija budućnosti za našu regiju, pošto smo mi još uvijek daleko od nekih standarda u razvijenim zemljama i generalno kompanija budućnosti na nivou svijeta su malo globalno, su malo različiti pojmovi. Iako sam sretna da recimo IT sektor koji je uglavnom izvozni iz Bosne i Hercegovine je napravio dosta dobre uvjete rada za svoje zaposlene, istovremeno je nemoguće ne vidjeti da drugi sektori nisu ni blizu tu. Tako da vrlo često nedostaje ona neka osnovna stvar u bilo kojoj kompaniji, a to je dostojanstvo radnog mjesta. I zato što su stvorena takva očekivanja u IT sektoru, desi se ponekada da je očekivanje od kompanije da usreći zaposlenog. Jer sigurna sam da tako funkcionišu IT kompanije u regionu, od raznoraznih benefita koji se vezuju za teretane do hrane u kancelariji, voća, ovoga, onoga. Znači puno je tih nekih stvari, zabave, PlayStationa, stoni tenis, stolova i tako dalje. Ja iskreno mislim da to malo izlazi izvan okvira onoga šta radno mjesto treba da bude i gubi se iz vida profesionalizam. Jer odjednom ono što je moje neko iskustvo je da mlađe generacije dobijaju startnu platu veću nego što su njihovi roditelji bili u stanju da dobiju za puno godina svog rada i onda poremećena je definicija vrijednosti posla. Jer kada vi izađete tek sa fakulteta, vi imate teoretsko znanje o nečemu, ali vi još uvijek niste spremni da kreirate vrijednost za kompaniju i to je ponekad onako malo teško objasniti mladim ljudima koji ulaze na tržište rada, jer smatraju da diploma sama po sebi treba da osigura enormno visoku platu. To se ne dešava i ne dešava se u Bosni, ona ima svoje standarde i svoja pravila. Ono što mi pokušavamo nekako da komuniciramo uposlenim i budućim uposlenim je da njihov osnovni zadatak je da uče i očekivanje kompanije od njih u prvoj godini njihovog radnog iskustva je da jako puno uče i da se fokusiraju na profesionalni dio svog života. Sad, pošto su to neke generacije koje su naviknute na puno dinamičnih sadržaja uvijek oko njih, onda se stvori očekivanje da kompanija treba da bude i psiholog, i majka, i partner, i svašta nešto. To je nemoguće iznijeti na taj način i nemoguće ostati profesionalan u tom procesu. Znači, očekivanje mogu biti jedno, ali ono što kompanija treba da da može biti nešto sasvim drugo. Ono što kompanije s druge strane treba da shvate kada su u pitanju nove generacije uposlenih je da ne postoji više ona neka lojalnost o kojoj se prije govorilo. Znači, teško da ćete naći nekoga ko će u takvoj kompaniji početi i ostati neki 10-15 godina. Ima takvih slučajeva, ali to se zaista ne dešava tako često. Tako da je važno imati otvorenost i pitati uposlene, upravo radi vrijednosti koja se pokušava dobiti iz tog odnosa, kakav ti je plan, koliko dugo ti sebe vidiš u ovoj kompaniji, pa na osnovu toga hajde da napravimo neki zajednički plan, da mi damo vrijednost tebi, da ti daš vrijednost kompaniji. Ono što meni nekad zasmeta kada imam razgovore za posao, što još uvijek postoji to neko stajalište da je uposlenik u lošijem položaju nego kompanija, pa sad kao kompanija treba da da posao. Ja volim da ta dinamika izgleda drugačije, jer je to transakcioni odnos u kojoj obje strane treba nešto da daju i treba da budu zadovoljne, tako da je mnogo bitno definisati vrijednost. U kontekstu neke budućnosti kompanije će morati razmišljati o impaktu koji imaju na svijet, jer mlađim uposlenicima i to je jako važno, do koje mjere se bave nekim sektorima koji nisu dobri za planetu, za čovječanstvo, bilo da se radi o ekološkim problemima ili nekim drugim industrijama koje štete čovječanstvu. Dosta njih pita i takve stvari. Imate uposlenike koji neće da rade, na primjer, u gambling industriji, što je isto vrlo zanimljivo za primijetiti. Ta pozicija biranja poslova u skladu sa vlastitim vrijednostima. Sad me to vraća na jako bitnu stvar,
I mislim da ona suštinski sumira sve ovo o čemu govorimo, je pitanje vrijednosti i nekakvih emocija koje se stvaraju iz tih vrijednosti. Kompanija ima vrijednosti, svaka osoba ima vrijednosti. Na prvom razgovoru za posao se treba razgovarati o takvim stvarima, jer ako se desi procjep ili nerazumijevanje između tih vrijednosti, neće niko tu biti zadovoljan. A da biste imali zadovoljnog uposlenog, mora jednostavno da vjeruje u viziju i u vrijednosti te kompanije. Ja bi se složila, mislim da ste vi rekli da plata i beneficije i porezi i sve ostalo, to nisu benefiti, to su prava. To su prava uposlenih i trebaju se tako i posmatrati. S druge strane, sve ostalo što na neki način motiviše uposlene jeste ta neka dodatna vrijednost. Ja lično ne mislim da ljudi rade isključivo za platu. Ako se plata podrazumijeva, a trebalo bi da se podrazumijeva, ljudi rade za viziju koju kompanija donese, za neku priču koja stoji iza te kompanije, za priliku da postanu bolji u nekim vještinama, za priliku da uče, za priliku da im neko pomogne da izađu iz zone komfora. Meni bude veliko zadovoljstvo kad posmatram neke naše uposlenike koji su nakon fakulteta došli u kompaniju i kad ih vidim sada sa koliko sigurnosti i entuzijazma oni razgovaraju direktno sa klijentima, dovode u pitanje neke prijedloge klijenata i slično. Mislim da je jako teško njima to da primijete i puno jednostavnije primijeti sa strane. Dakle, sinhronizacija vrijednosti, adekvatan način mjerenja učinka na poslu. Zastarjeli je sistem da se to radi na godišnjem nivou, to je jako dugo. Vi ne možete od toga da napravite taj neki performance review koji se desi na nivou godine, nije koristan, a poenta je da bude koristan. Tako da je jako važno u stvarnom vremenu uposlenicima reći ovo je bilo dobro ili ovo bi moglo biti bolje. I generalno podrška u razvoju emocionalne inteligencije na poslu. Ja to moram spomenuti zato što naš školski sistem je u potpunosti izostao kad su te stvari u pitanju i te neke vještine koje se zbirnim imenom zovu soft vještine zapravo postaju hard skills u svim sektorima, posebno uslužnim sektorima. Znači, jako je važno da li znate da razumijete vlastite emocije, kako ih regulišete, da li razumijete rad u timu, da li znate da komunicirate. Nije dovoljno i nemoguće je raditi adekvatno poslove budućnosti samostalno. Znači, vi ste osuđeni da radite s drugim ljudima. Emocionalna vaša inteligencija će odrediti koliko ćete u tome biti uspješni. Kompanijama je bitno, ja sad govorim iz pozicije kompanije za koju ja radim, da na neki način osiguraju da se i takve vještine unapređuju. Zato što ako ste u tom nekom consultancy biznisu, nije poenta da vi... Iako vi na papiru trebate da napravite softversko rješenje, vi suštinski rješavate poslovni problem. Tako da morate poći iz pozicije empatije, da razumijete šta taj problem jeste, za koga se pravi to rješenje i ne smijete tehnologiju staviti u prvi plan, nego empatiju u prvi plan. Da zaista shvatite, a tehnologija da vam bude način kako da tu empatiju stavite u praksu u sklopu nekog poslovnog rješenja. U tom kontekstu mi recimo puno energije polažemo dijelimo vještine na tech skills i consultancy skills. I u tom consultancy skills empatija je jako bitna, emocionalna inteligencija, komunikacijske vještine, problem solving skills, da li znate definisati problem, conflict resolution. Znači to su sve stvari koje nažalost bi trebale nekako da budu dio arsenala, alata kada neko počne da radi, ali nisu. I onda je kompaniji i sadašnjosti i budućnosti će sve više biti bitno da stavi težnju na to, zato što će mnogo od procesa i poslova koje mi radimo biti automatizovani, bit će digitalizovani i onda će od ljudi se očekivati da pređu na neki viši nivo svijesti, da budu više analitični, a manje repetitivni. Jer čak i programiranje, ako ga zaista uprostimo na nekom prostom nivou, je kao nekada slaganje stvari na traci. Postoje određena pravila, vi naučite pravila i primjenjujete pravila. Ono gdje postajete puno bolji je kad se dignete nivo iznad i pitate, a šta je svrha ovoga? Kome ovo služi? To je nešto što mislim da razgraniči kompanije budućnosti od nekih sadašnjih. Da, hvala ti, Samira. Sa nama je i Marina iz Albatrosa. Pa htjela bi da je pitam, evo kad pričamo o kompanije, o budućnosti, će preminam sa na makedonski,
Марина, во контекст на ова што го зборува Самира, се сеќавам на една твоја изјава која што неодамна ја даде за лице в лице, каде што имаше дефинирано што значи задоволен работник и како тој влијае на компанијата, меѓутоа влијае и на својата околина и на општеството. Во суштина, како задоволен работник е во суштина корисен и за општеството. Еве, ако можеш на сосема кратко, па би го продолжиле разговорот со Самира. Да, па тоа е многу интересно и јас стојам секогаш до тоа дека нели сите ние имаме проблеми дома, имаме проблеми на работа и ги носиме од дома, ги носиме на работа и од работа дома и тоа сето е поврзано еден процес. А ако почнеме од таму дека успехот на нашата работа зависи од колку тоа труд вложуваат нашите вработени и колку се професионални во извршувањето на нивните задачи, значи тие ни се и најбитната алатка со која што ние располагаме и мораме да се фокусираме најмногу на нив. Јас постојано во разговор со вработените, еве и за привлекување на нови вработени, сакам да видам пред се од каде потекнува нивното незадоволство, од каде се нивните негативни сваќања за било што, дали е за работата или за околината. И сметам дека ако работиме на себе, еве јас да речам со вработените, кога работам да го откријат сами, да го откријат тоа од каде потекнува, бидејќи дел е од работа, дел е од некои надворешни влијанија, дел е од медиуми, дел е од пријатели, роднини и така натаму, и тие незадоволства се шират и стануваме несреќни луѓе. Значи, битно е да знаеме од каде тоа потекнува и да работиме на нештото. Кога се трудиме да бидеме подобри луѓе, се трудиме да бидеме подобри на работа, да бидеме подобри родители, да бидеме подобри пријатели и во целото општество да придонесеме за да мрдне малце нагоре или да биде нешто кое што очекуваме од самото општество во кое живееме и сакаме да биде подобро, треба ние самите да придонесеме и сите малце кога ќе бидеме подобри во даден дел, значи ќе успееме и да бидеме такво влијание и да придонесеме надвор околу нас и да живееме во едно такво општество. Често, еве и за нови вработувања, бидејќи сме од текстилниот сектор и се соочуваме со огромен недостиг на работна сила, ние имаме тука еден предизвик, бидејќи текстилниот сектор е, да речам, сите сме ставени во еден исти кош и кога вработените ќе бараме нов работник да дојде, не се заинтересирани. Зошто? Заради тоа што сметаат дека условите за работа се несоодветни. Меѓутоа, ние нудиме различни услови од друга текстилна фабрика и тоа мора да биде јасно за нив. Јас во моментот, еве, имам некој список на нови вработени кои што ги викам на разговор и кои ќе генерално се не заинтересирани да дојдат, ама јас инсистирам чисто еден краток разговор да видам зошто не се заинтересирани и од каде потекнува тоа дека не сакаат да работат во фабрика, било која фабрика. Гледам дека има многу незадоволство од надворешни влијанија, кога така пријателски ќе го насочиме разговорите, кога ќе извлечеме нешто и токму тие работи се што треба да работиме. Значи да ги спречиме тие влијание од надвор и да работиме на сето тоа за да бидеме подобри луѓе, да одиме напред, за да можеме истото влијание да го пренесеме во средината наша. Дали ќе биде тоа дома, дали ќе биде надвор и на самото работно место. Значи, се е многу тесно поврзано и многу е битно. Да, фала ти многу, Марина. Самира, би продолжила со тебе. Шта не знамо о нама као лидерима и како открити те слепе тачки о коме причао Нешко? Како превазичи старе патерне и како се решити несвесних предрасуда? Едном приликом сте ми рекли да сте кроз нека тестирања заклучили да сте неинклузивни лидер, кој сте дочекали можда и неспремни као информацију, и јас сум сигурно, слушајучите на основу коих си добила вакав заклучок, препознала сам исти карактеристики у себе, иако волим да видим себе као инклузивног лидера.
A za nekoga ko kontinuirano radi na sebi i usavršava se, ulaže značajnu pažnju u svoje zapošljenje i njihov napredak. Šta je značila ova informacija? Sa druge strane, i šta je ova informacija značila za tvoj napredak kao lider? Pa mi imamo neku tendenciju, mislim da je to možda stvar Balkana, da lidere posmatramo kao najbolje. Ja sam često pokušavala sebe da podsjetim da lider nije iznad ostalih, nego ispred ostalih. Znači nije iznad pa svi oni nešto treba da rade, ne, nego se izlaže i riziku i svemu prije nego što se izloži grupa ljudi koje vodi. Istina, mi smo imali i ono kad se recimo gledaju razna istraživanja, vidite da dosta ljudi odlazi i napušta kompanije često radi neslaganja sa svojim prvim liderom, sa nekim prvim menadžerom, da tako kažem. Iako menadžer i lider nisu ista stvar, ali evo recimo u ovim nekim kontekstima možda mogu i biti. Jako malo pažnje posvećujemo ljudima koji su u tom nekom middle managementu i smatramo da recimo, mi smo puno o tome razgovarali u IT sektoru, da recimo ako je neko dobar programer, u hijerarhijskim kompanijama prirodno postaje da ta osoba treba da bude menadžer, kao neka nagrada, a niko se ne pita da li ta osoba ima menadžerske vještine ili liderske vještine, jer to je drugačije od programerskih vještina. Neko može da bude odličan inženjer, a ne mora da bude dobar lider. I ako želite takvu osobu da proizvedete u lidera, ključna riječ je proizvedete, morate vidjeti od koje tačke polazite, šta to neki dobar lider ima, a ja ću opet da se vratim na empatiju, na apsolutni fokus i razumijevanje ljudi i onda od te tačke da krenete i gradite tu osobu. Liderstvo se gradi i gradi se kroz saznanja o sebi, gradi se kroz iskustvo i gradi se kroz odnose s drugim ljudima. Mi smo unutar kompanije, kako imamo programe napredovanja i učenja za naše inženjere, isto tako imamo program učenja za lidere. Radili smo razne testove i jedna od stvari, to sam ja podijelila s tobom, je bila da ja nisam dovoljno inkluzivna. Meni je to bilo šokantno, zato što sam ja mislila da sam baš inkluzivna. I onda sam sjela i razmislila o tome i zaista uvidjela da ponekada za neke odluke ja ne uključujem baš sve, jer se meni žuri da donesem odluku. Recimo, moj radni stil je takav da ne volim dugo da čekam. Ajde da donesem odluku, da vidimo kako će to izgledati, pa ako ne bude kako treba, onda ćemo mi to popravljati. Ja sam u tom procesu brzine isključila neke ljude za koje sam ja pretpostavila da ne žele biti dio tog procesa. Znači, napravila sam 2 greške, praveći pretpostavku da neko ne želi bez da sam pitala da li želiš ili ne želiš da daš svoj doprinos ovome i smatrala sam ok je to. Nama sad treba da ova odluka bude brza, misleći da je to tako jer je to moj stil neki rukovođenja. I zaista sam uvidjela da je to nešto o čemu treba da povedem računa i dobila sam kolegicu koja je imala ekstremno visok rezultat na tome i onda sam ja s njom razgovarala šta to znači, kako se ti ponašaš, kako ti donosiš odluke. Onda mi je ona objašnjavala, ok, prvo konsultujem široku grupu ljudi, pa onda na tim konsultacijama vidim koja je to grupa koja može dati neki dublji uvid, pa onda s njima sjedim. Meni je to i dalje puno nekakvih konsultacija i sastanaka, ali mogu razumjeti ako mi nije prirodno, onda ja samu sebe malo natjeram, ok, stavim taj svoj prvi instinkt sa strane i kažem, ok, ti bi to tako uradila, ali hajde probaj sad sa tim saznanjem koje imaš o inkluzivnosti ili neinkluzivnosti, da to organizuješ drugačije, pa možda dobiješ i ti malo prostora i vremena da razmisliš, možda dobiješ neka drugačija razmišljanja, i radi onog momenta kada ne smatrate sebe završenim proizvodom. Niko nije završen proizvod na radnom mjestu i uvijek možete biti početnik i taj početnički mindset je jako korisna stvar jer vas drži skromnim, da ste humble u kolektivu u kojem se nalazite, da uvijek od svakoga možete nešto naučiti i da morate biti otvoreni da dobijete taj feedback, da o njemu razmislite i da se na koncu izvinete ako napravite neke greške i da promijenite svoj stil rukovođenja. Mene je to unaprijedilo iskreno, zato što iako mi nije prirodno, vidim kakav je benefit toga, jer sam svoju grešku platila jednom cijenom, koja možda je mogla biti izbjegnuta da sam ja razmišljala na malo drugačiji način. Isto je vrlo izazovno kada kao lideri dolazite iza nekog drugog koji ima svoj neki liderski stil.
i odjednom nametnete vlastiti liderski stil bez da razmislite o tome kako će se ljudi prilagoditi tome. Hoće li ljudi zakačiti neko značenje na to? Zanemarite da ljudi i na poslu funkcionišu nekad iz straha, pa vam možda neće htjeti ni reći neke stvari odmah. Mislim, to je jedan proces koji zahtijeva puno nezaljubljenosti u sebe od strane lidera. Znači, baš jedna spremnost da kažete, ok, pomozite mi da budem bolji ili bolja. Da. U razgovoru sa vašim započenjem na događaju koje smo imali, ne znam, 7-8 mjeseci u Bosni sa našim partnerima iz Kulta, on je istakao je kao vrlo važno otvorenost kompanije, siguran prostor za dijeljenje mišljenja, pa i kritike, ali i fokus na snage zaposlenog i podsticanje njegovog rasta, jer kao što ste jednom prilikom rekli, rast danas ne znači rast u hijerarhiji, već rast u znanju i koje je rezultat na stalnog učenja. Kako Soft House stvara zadovoljne zapošljene? Pa da budemo skroz iskreni, nisu svi zadovoljni. Znači, bilo je ljudi koji su otišli iz Soft House-a, tako da ja isto volim da kažem da nije Soft House idealna kompanija. Mislim da je jako pogrešno i meni se kosa na glavi digne kad se kompanije imaju onaj neki false advertising, kao mi smo familija, mi smo porodica. Nismo ni familija ni porodica, svako ima svoje prijatelje i familiju i porodicu. Kompanija je prostor gdje se poštujemo, razumijemo, imamo neka pravila, zajedno ih donosimo, zajedno ih mijenjamo, ali jako bitno da ih poštujemo. Ono što jeste specifično za Soft House je da smo mi pokušali da postavimo stvari tako da kažemo hajde da probamo da gradimo eksperte od svakoga od nas, a ekspertiza dolazi s vremenom i ona ima jednu vrlo jednostavnu formulu, to je talenat plus znanje plus vještina. Talenat vam ne može dati kompanija, talenat je vaša uređena stvar sa koju kompanija može da prepozna ako smatra da ju trebate kao takvi. Kompanija vam može dati znanje, što znači izložiti vas nekim materijalima radu i može vam dati vještinu. Vještina se dobija tako što kompanija kaže ajde probaj, uradi najbolje što možeš, neću te kazniti ako pogriješiš jer znam da nećeš pogriješiti namjerno. Znači ako se desi da pogriješiš, onda ćemo da sjedimo da pričamo šta se desilo, zašto si pogriješio i kako to može drugačije naredni put. U tom kontekstu je kompanija zaista otvorena da pruži prostor talentu da se poigra sa znanjem i vještinom. Ono što se zna desiti kada zaposleni nisu zadovoljni je da bi oni jako brzo da postanu seniori u svojoj oblasti, a ne može nešto bez vremena. Ili ne znam, ja sam niz razgovora ti vodila, za neke pozicije je neophodno da imate vrlo izoštren problem solving skill. Kako se najbolje izoštrava problem solving skill? Tako što imate jako puno problema. Ne možete vi čitati o problemima. Mislim, možete čitati o njima, isto kao što možete čitati o plivanju, ali ne znate da li znate plivat dok ne zakoračite u vodu i probate da plivate. Isto tako i ovdje. Znači, ta neka nestrpljenje sa pozicijama i obično takvi ljudi ne budu zadovoljni u ovom kontekstu i onda odu iz kompanije i to je skroz ok. I mislim da i to treba demistificirati, da je skroz ok ako vidite da neko nije zadovoljan, da to nije kontekst za tu osobu, da pitate jesi li zadovoljan, jel želiš da ideš, hajde da ti pomognemo da ideš, zato što je to meni vrlo ljudska stvar. Jedan iskren odnos tu. Mi smo odlučili da implementiramo nešto što zovemo skills-based development model, gdje smo uradili survey svih vještina koje jedan dobar inženjer treba da ima. To je i ogroman upitnik gdje sam ja opet bila inkluzivna i pozvala druge da mi pomognu da to napravim, a nisam se, odupirala sam se svom prvobitnom instinktu da ja to nešto sama nađem i istražim. Kolege su pomogle da se napravi jedan taj kao dijagnostički upitnik. Svi su odradili to u kancelariji i onda smo definisali koje su polazne tačke gdje mogu da se pomaknu i svako je dobio ulogu i lidera i učenika u određenoj oblasti. Jer te stvari, zato sam malo prije rekla taj početnički mentalitet i mindset, za nekoga ćete moći biti lider u nečemu, a za nešto ćete morati biti početnik. I onda je vrlo bitno da ego sklonite u toj situaciji, da razmišljate ne o poziciji, ja sam neki šef, nego ja ovo znam i s obzirom da znam mogu da podijelim s drugima, jer znanje nije dobro ako ostane samo u jednoj glavi. Hvala ti, Samira, za ove inspirativne odgovore i za iskrenošću.
Сега би продолжила со нешко, ни останува многу кратко време, па еве ќе ве замолам за 10 минути плюс ако е возможно да останеме, за да можеме да ја докомплетираме сликата на ова што денес го започнавме. Нешко би те запрашала кои се начините како лидери да ги откриеме своите слепи точки и со тоа да станеме подобри и за себе си, и за организацијата што ја водиме и секако и за вработените. Да, фала Тина, фала Самира. Много инспиративно. Самира практично ни даде одговори во тоа што го кажуваше. Низ keywords, например, да престанемо да будеме заљубljeni у себе. И да, значи, да се отвориме, едно отворање, валјда, некој почетен процес. Јас, кога разговараме за blind spots или слепите точки, може е добро да дефинираме. Тоа е ретровизорот, што не го гледаме, па ќе ти изненади автомобилот што те претекнува. Така, не го видов. Што е тоа што не го видов кај себе си? Целиот овој процес на новото лидерство е она што за мене е keyword е дека воопшто не е интуитивен. Точно е дека денеска ние се уште во школите градиме менаџери и лидери според некој стар начин на образование и како некои други квалитети да им градиме на младите во образовните системи, али ако разговараме за лидерството, кое што е спремно да се справи со предизвиците од сегашното време, тогаш практично работата или skills, вештините, кои што лидерот треба да ги развие, воопшто не се интуитивни. Еве еден пример, низ анегдота мала од еден веројатно лидер во Зародиш, он работи исто случајно во IT компанија и има една група на луѓе кои што ги води, има надредени, има подредени, ќе го викаме Тадеј. Вели вака, знаете што приметив? Тоа го вели у една група која што ја викаме диалогос. Значи, група во која што разговараме, ја чувствува како safe space. И вика вака, приметив дека на состаноците кога го одам, имам две работи во глава како патерн. Првата е, ако во нешто ако сум направил нешто добро или ако имам добра идеја, како да сакам да се пофалам. И од таа намера си го водам состанок. Втората работа е, кога имам некој проблем, како да сакам да сокријам што не знам. И како таков, од тоа место влегувам на состанок. Матеј направи огромна работа со ова рефлексија. Он го сврте бимот на кај себе си. Камерата ја сврте. Не на кај другите, него на кај себе си. Практично си го забоде ножот на некој начин, односно стана помалце заљубен во себе си. Призна дека нештото не чини. Дали он корисен, он вели, дали сум корисен ја за компанијата кога доаѓам да се бранам од нешто? Дали сум корисен кога сакам само да истакнам нешто? Значи, кога не сум доволно инклузивен, кој што вика Самира, да може да споделам со некого како можеме напред да отидеме како компанија. Така, лидерството е уствари денеска и освестувањето на слепите точки, можеби е тоа една основна вештина која што лидерот треба да си ја развие денеска. Како тоа се прави? Се прави со мали чекори. Има две вести тука. Едната е добра, една помалце добра. Добрата е што постојат алатки кои што може да се следат за да можеби постои еден континуиран развој на тоа нешто. Помалце добрата е што алатките се однесуваат на работата со себе. Тоа е тежок процес во кој што мора да постои доволно отвореност од лидерот да информацијата што ќе ја добие, да секоја информација што ќе ја добие, ја прими како фидбек, како добронамерен фидбек, а не како стрела насочена кон неговата личност и дело. Во таа смисла, алатките кои што на некој начин се наметнуваат за осветлување на точката, на слепата точка, се однесуваат ствари на едни мали наблюдувања на себе си, на емоциите кои што вика Самира и на мислите кои што тие емоции не ги создаваат. Кога некој ќе сподели со нас нешто, а особено ако се однесува на тоа што го работиме или на тоа што сме, првото нешто што може да ни се роди во главата како мисла е осуда. Или можда цинизам. Да, бе, ти ќе ми кажеш. Дали сме капацитативни доволно? Дали имаме сила да го видиме тој мисловниот процес кој што се јавува во нашата глава кога некој ќе сподели таква информација со нас? И дали можеме информацијата само да ја земеме и да ја ставиме во контейнерот на знаење,
на нови информации, да се отвориме за нови информации, не мора да се согласиме со неа, но само да ја примиме, некој вака размислува, некој вака ме гледа. И од тука да тргнеме во градењето на една своја нова особина. Знаете, Тадеј се рефлектираше на својот патерн на однесување. Сите имаме патерни на однесување. Поентата е дали можеме да изградиме нов патерн на однесување, дали можеме да од тоа што сме изградиме нешто ново. Тоа е во основа на капацитетот да се обидам поделам екран, на капацитетот да се справиме со новите предизвици. Со други зборови, како да сме сега во една состојба, а бараме да бидеме во некоја друга, која што во еднината. Најчесто кога имаме предизвик, се обидуваме да скокнеме во решенијата. Така. Но да, она што всушност ни е потребно е патување до решенијето. Еве шемата која што многу кратко може да каже што ни се случува кога некој зборува со нас и кога тоа што го слушаме излегува од доменот на нашите знаења. Ни се случува првиот глас, гласот на осуда, бидејќи информациите што некој тој ни ги носи, не се сопаѓаат со кругот на знаење што ние го знаеме и го живееме. И што слушаме на тој начин, на начин кој што го викаме downloading, се јавува тој гласот на осуда. И што правиме? Автоматски го затвораме умот. Знаете, сами расподели дека у еден момент дошла информацијата дека не е инклузивен лидер. Ја не инклузивен лидер. Можеше да биде реакцијата така. Тука завршува процесот на развој. Јас сум инклузивен лидер, крај. Така што отворањето на умот за нова информација е основа за развој и за растење на лидерот. Како тоа се прави? Тоа се прави со суспендинг, овде вика, со зауздување на своите мисли кои те тера да реагираш веднаш, да се спротивставиш на тоа што го слушаш, а што не се поклопува со твојата датабаза на знаење. Во моментот кога ќе отидеме до границите на нашето знаење и ќе го отвориме джамот за нови информации, ќе повторам, не мораме да се сложиме со нив. Туку само да отвориме, како вреќата да си отвараме за уште информации да влезат натре, тогаш можеме да кажеме за себе дека слушаме фактички, односно дека сме спремни да слушнеме нови информации. Уште не знаеме што ќе правиме со нив. Така. На тоа некое трето ниво на слушање, слушаме со срцето. Значи, што значи тоа, вака романтично се изразувам, отворено срце имаме, а всушност тоа значи дека сме спремни да се справиме со гласот на цинизмот во нас. Односно да почувствуваме како, во какви кондури што зборува со нас на определен начин. Ако тоа успееме да го направиме, знаете, ова е постојан процес, ова не е, како што вика Самира, ова е процес кој што мораме да го живееме. А за да го живееме, постојат алатки. Самира, не знам дали си свесна, али ти кажа една алатка. Што направи ти кога ти рекоа дека си неинклузивен лидер? Самира кажа, јас се јавив на колешка која доби огромен скор на тоа нешто. Самира направил, ја користела алатката која што јас би ја нарекол learning journey. Односно, отишла во светот на колешката која е различна од неа, која е по нешто различна од неа. И направила вака, дај ми, кажи ми што правиш, што е тоа што тебе те прави инклузивен лидер. Многу е проста алатката, би кажале така, значи идентифицирање на некој што е тотално различен од вас, а ја има особината што вие ја немате. Извинувам. Тоа е една од алатките, така. Самир, веројатно, не знам дали си чула за овој израз, али можда интуитивно си ја направила. Али во тоа патувањето на, ја гледате стрелката овде, на креирање услови кај себе си да слушам, да бидам отворен за тоа што ќе го слушнам, да се справам со емоциите кои што ми се раѓаат поради информациите што ги добив, новите информации, понекогаш навредливи, доаѓам во една ситуација во која што, па можда и може поинаку, но тогаш се јавува најстрашниот глас. А тој гласот на стравот. Тој гласот кој што ти вика, нешто ново треба да се прави. Ова не сум го пробал, ова никогаш до сега. Значи, тој гепот во кој што треба да се одлучи, дали Бојан го гледам овде, он вака вика, мечка страв, мене не страв, скока. Значи, тоа е моментот кој треба да одлучиш дали ќе го напуштиш патернот според кој си се движел и да дозволиш да letting go направиш, да пуштиш стари патерни и да дозволиш од иднината, блиската иднина,
на која што ти требаш да создадеш нешто за својата компанија, да дозволиш да ти влезат нови информации кои што компанијата може да однесат на едно друго место. Ето накратко, овде би завршил да со овој дел од муабетот, ако нема време, ќе збориме face to face некојаш. Океј. Фала ти, Нешко. Имаме уште доста прашања за тебе, меѓутоа времето веќе некако ни истекува и ќе треба да сумираме. Ја би замолила, доколку имате некои прашања, во следниве 10 минути ќе излеземе надвор од времето 10 минути, ако сте окей, ако многу луѓе веќе ми пишаа дека мора да се исклучат заради тоа што се на други состаноци веќе договорени, а го надминуваме терминот. Така да пишете ги во чет прашањата до нашите говорници. А во меѓувреме, Нешко, можда можеш да ни дадеш едно свое видување согласно тоа што веќе директно работиш со некои компании, што вели искуството, кои се клучните точки на кои што лидерите во бизнисите треба да се посветат во следниот период за да ги надминат предизвиците со привлекување и задржување на работна сила. Ги оставаме секако на страна оние надворешните кои секако се важни, но што е важно, секој бизнис внатрешно да направи. Тоа што јас го приметувам кај лидерите е една, и тоа ме радува, знаете, Смира, ти си во право кога велиш дека компаниите од иднината се можеби преку океан или некаде во однос на технологијата која што им е достапна, можда буџетите со кои што работат, не знам, можда со начинот на едукација на која што биле изложени, и дека можеби овој регион малце каска во тој поглед, али и кажи една друга работа, дека например, Softhouse, ја така те разбрав, така сум те разумел, дека нуди две услуги. Едната е технолошка услуга, техничка услуга, програмерска услуга. Значи, тоа е технологија, но втората услуга е, ја би ја нарекол, социјална технологија. Тоа е услуга во која што треба да му влезеш во кондурите на лидерот, на бизнисот и да го разбереш проблемот и оттаму да искреираш решение. Мислам дека овој на некој начин, како што Миле претходно зборуваше и Климентина тоа го примети од позиција на човек, тоа е она што Самира го вика не мека вештина, него људска вештина. Овој Балкан, мислам дека го има тој капацитет што можеби северните земји во Европа или можеби некои други го немаат. А тоа е тоа отворено срце и отворен ум. Моето искуство е во работата со лидерите на Балканот, дека стварно постои такво нешто, една отвореност која што е непроценлива. Токму таа отвореност може да е leverage point, моментот од каде што можеме да скокнеме во невидени височини. Бидејќи некој треба да ја гради, а некој веќе ја има. Тоа е талентот на Балканот. Океј. Оно што на лидерите денеска можеби им треба е промена на мајндсетот во смисол на тоа дека до сега работевме во едни услови. Ајде ќе се вратиме до пред пандемијата, така? Има една многу интересна реплика од менаџерка во текстилна компанија. Знаеме дека текстилната индустрија порано, пред, да речеме, 10-15 години, беше во ситуација во која што имаше навистина многу работници бараа работа. А менаџерката кажа денеска дека ние сме сега во ситуација во каква што работниците беа порано. Тоа го слушнав од социјалниот ментор во Македонија, Магдалена Тамона ми е. И сега, што значи тоа? Тоа значи дека условите драстично се смени. Нешто толку се смени што старите патерни не би требало да се повторуваат. Како да ја искористиме отвореноста и талентот што веќе ни е вграден, за оттаму да почнеме да градиме култура и амбиент во компанија, но кој што ни е уствари природен. Како да развиеме една, ја викам, genuine curiosity, за тоа како ти е, тебе, на мојот работен. Каде сакаш да стасаш? Прекрасно е прашањето на Самира. Колку планираш ти со нас да останеш? Какви ти се визиите? Кои ти се вредностите? За да разберам што всушност ти треба. И сега, ова ако личи малце на бајка, особено за компании во кои што има по 200 луѓе, 250 луѓе, Марина, чао, не е невозможно, затоа што лидерот работи со својот круг на менаџери, кругот на менаџери со некои бригадири, можеби информацијата може да циркулира. Она што е потребно е една, ја мислам дека многу елементи се веќе тука, она што потребно е одење чекор по чекор. Еден инфлуенсер кажа, моментот може да го направи денот. Денот може да ја направи годината. Годината може да ја направи промената.
Така што таа промена почнува со моментот. Инфлуенсерот се вика Буда. Сега му верувате веќе, така? Окей. Муаветот е дека се работи за мали, микро промени и наблюдување на своите патерни на однесување кои треба да се однесат во една друга сфера. Сфера во која што практично блиската иднина мене ме поканува лидерот за да ги искористе моите квалитети. Зашто и требам на иднина? Тоа е прашањето што треба да си го поставуваме. Во кој што на иднината во која што мојата организација станува онаква каква што сум ја замислил. Зашто и треба? Толку ми кажете. Фала ти, Нешко. Гледам дека во чет не ни стигна прашања, па еве по една минута за една завршна рефлексија од сите вас тројца и да го завршиме наставница. Мира, повели. Ако sam dobro razumjela, minutu imam. Да. Ok, odlično. Naš je naziv ove sesije bio novi kapaciteti za pronalazak uposlenika i zadržavanje uposlenika. Pa novi kapaciteti, samo ću sumirati, su ove ljudske vještine kod lidera, da naprave strukture u kojima se ljudi osjećaju dostojanstveno i u kojima zaista ne razmišljaju o svojim pravima, da su prava osigurana, a da sve ostalo su benefiti radnog mjesta i da benefiti radnog mjesta nisu samo monetizovani, da to treba da dotiče uposlenika ne u kontekstu samo njegove kupovne moći sada, nego njegove vrijednosti u budućnosti. Eto, to je to. Hvala, Samira. Мила, една рефлексија твоја од една минута. Многу интересно беше ова што на некој начин преиде, барем сите учесници свативме дека промената може да биде многу романтична работа. Зависи кој како се гледа во процесот на промената и во процесот на управувањето со промената, и тоа е супер кога човек се милува, така ќе го кажам тоа, да не мислите физички. Иначе многу интересно е, сакам да споделам една мисла поврзано со вторава тема на конференцијава, лидерството, и од Киосаки ќе цитирам една реченица од неговите познати изјави кои ги дава, и дека доколку сакаш да провериш колку добар лидер си, ќе мора да провериш колку добро си ги направил луѓето на кои си делувал како лидер. Така да алатките за мерење на своите капацитети, мерејќи ги другите, се многу софт, паметни, мудри и по некој пат и доста секси, ќе кажам, без да мислам на нешто друго. Ви благодарам за поканата на учество. Фала ти тебе, Мила. Нешко? Не знам, ја само ви кажам една работа, а тоа е дека Кенес Хоги е човекот кој што ја водеше Министерството за внатрешни работи на Шкотска во текот на 8 години, и кога почна да применува социјални технологии, вика имавме буџет од 1.300.000 евра во тие 8 години. Во 3 години успел да направи сериозна промена на која што после другите земји се обидувале да се надоврзат, го прашувале како Самира што ја прашувала својата колешка. И на прашањето, што мислиш, кој е твојот капацитет што си го развил, кој што најголемиот капацитет што си го развил како лидер во таа акција, а кој што помогнал да се добијат вакви резултати, он кажал само едно нешто. The capacity to suspend. Значи, капацитетот да си ги примирам мислите на зашто веќе зборувавме, капацитетот да дозволам да слушнам све што има да се каже. Од таму почна промената, вели. Еве тоа нека остане од мене за крај. Фала ти, Нешко. Фала ви на сите, драги говорници. Ви благодарам за учеството, драги гости, учесници на настанот, благодарно што не следевте. Верувам дека сите заминуваме инспирирани од сето това. Се гледаме, верувам, на некој сличен настан со искуства инспирирани од ова што веројатно и денеска услушнавме. Убав ден и до некоја следна прилика. Убав ден. Unmute, чао на свом јазику. Чао, Самира, чао. Чао, Самира. Чао.